Вчера ви направив една зачинета даска која беше со малку индиска инспирација. Денеска можеби ќе кажам дека правиме повторно нешто што јас го нареков зелено кари. Не е индиска инспирацијата, но начинот на подготовка е многу сличен. Ќе направиме пилешко месо со пченка, а ќе направиме едно убаво зелено кари кое ќе биде кремасто, нежно, а нема да биде толку зачинато, односно нема да има баш индиска нота. Го избрав ова денеска јадење заради тоа што знам дека на сите во тетрадките ни фалат рецепти или оброци кои баш треба да ни се закачат во глава и да знаеме дека баш лесно може да се подготват и да бидат еден избор измеѓу секогаш кога немате идеја и нешто слично. Правиме пилешко месо. Правиме пилешко месо со пченка, која најчесто пченката ја заборавам. Знаете како ја ставам како правам јадење рецепти со пченка, заради тоа што во фрижидерот имам сигурно 6-7 кеси со пченка. И секогаш кога ќе го отворам фрижидерот, си викам леле морам нешто да направам со пченка. Морам нешто да направам со пченка и така се раѓаат сите овие кованици кои ми служат за да ја потрошам пченката, иако многу ја сакам, навистина многу сакам шекерат пченка. За да го подготвиме овој рецепт, ќе ни треба два процеси. Ќе го пропржиме пилешкото со пченката само со малку лукче, имам тука две цветчиња карамфилче, тие ќе видат само една убава жичка во позадина, цимет, односно малку тежина ќе му дадеме на пилешкото и пченката, а на страна ќе создадеме едно зелено кари кое ќе има малку поразлични состојки од оние кои сме навикнати. Грееме тава. Ќе користам денеска сончогледово масло. 5-6 лажици, не знам никогаш да кажам мерка за маслото, односно ви треба масло за да може да го покрие дното, за да се пропржат сите оние состојки кои ќе ги ставиме внатре. Имам 2 пилешки стекови, ќе ги исечам на коцки. Секогаш кога ми фалат идеи за јадење или за оброк, најчесто после напорен ден на работа, кога не е опција порачување, затоа што гледам да се ограничи колку порачуваме храна, за да можеме да контролираме што јадеме. Секогаш имам вакви рецепти кои се во некој сос и така се раѓаат сите овие кованици, можеби кои ви ги презентирам. Ќе ги сечеме на приближно иста големина пилешките стекови. Нежно и неутрално ќе ги пропржиме, само ќе ги подзачиниме за да може да си овозможиме понатака кари пастата, односно зелената кари паста која ќе ја подготвам да биде главниот и доминантен зачин. Загреано маслото. Ќе го пропржиме пилешкото додека не обели од сите страни. Пилешкиот стек е најнеутралното месо кое може да ви даде можност за да експериментирате со зачинување. Знаете дека еден од најлесните протеини кои ги има во исхраната и буквално има една, јас сакам да кажам како картон е вкусот на класичен пилешки стек кој не е зачинет со ништо, а картонот може да биде платно врз кое вие ќе ги креирате вкусовите. Затоа најчесто кога сакам зачинети рецепти да направам, секогаш знам да искористам ваков некој протеин кој дали би било тоа пилешки стек, мисирки стек или некој стек кој е баш нежен, односно неутрален. Даската ја пребрцуваме, бидејќи работевме со месо, а ножот ќе го измиеме заради тоа што сечевме живо месо. И ќе продолжиме со останатите состојки. Го пропржуваме пилешкото. Треба да обели, значи не треба да се испржи од сите, да го видите дека има запржен круг, односно тој венец кој се појавува позади околу секое парченце. Значи тоа кога имате венец, златен венец околу пилешкото, тога значи дека пилешкото е готово. Јас сакам да го испржам само додека не ја смени бојата, за да ни ги конзервира сите сокови внатре, да остане сочно. А потоа ќе го дистам и ќе го варам во малку вода. Ќе го привртам.
користам денеска, ви кажав, замрзната пченка и затоа нема да ставам вода. Бидејќи кога ќе ја ставиме пченката, таа ќе ја испушти водата во која била замрзната и малку ќе твори простор за месото да се издинста. Комплетно ни обеле месото, сега е време да посолиме. И ја ставаме пченката внатре. Ќе пропржиме малку. И следно што ќе додадеме се други состојки едно по друго. Значи имаме 2 чешниња лук. Ќе ги измечам со моето алатче, затоа што сакам да се како мали конфети, а не доминантно присутни како парченца. Го промешам лукот. Имам само две. Би ве советувала да не одат повеќе карамфилчиња, заради тоа што карамфилчето е многу доминантен зачин, доколку го ставите повеќе, ќе бидат многу баш ќе добие еден блага жица, ќе добие целиот рецепт. Јас ќе ставам само 2, кои благо ќе ги скршам во толчник, за да можам да видат само една нишка, да подсеќаат на карамфилчето во позадина. Имам цимет, допир. Ќе го ставам малку да се пропрди, а тука имам пченкарно брашно во кое ќе ставам вода, за да ми направи убав и густ сос, а пченкарното брашно ќе помогне да се згусне сосот, да се врзе со шеќерацот кој го употребивме. Ќе го оставам да ме почека на страна, додека ми се пропржат уште малку сите состојки, ми изврие водата, за тоа време ќе го ставам уризот да се вари. Уризот ќе биде прилог со ова јадење, со секој зачинет оброк, секако ви треба некој прилог кој е многу по-неутрален од она што сме го искористиле како основа, односно месното јадење. По упатството во мојот готвач за готвење во микро за ориз и киноа, ставаме 1 шолја ориз и 2 шолји вода. Знаете дека може да го добиете, тоест да си го купите на сајтот на Карес, односно да го добиете со 20% попут доколку го искористите кодот Маја20 при онлайн нарачки. 11 минути во редна, во микро, не во редна. Значи овој сат е за во микро. И време е да го додадеме водата која направивме со помош на пченкарно брашно, за таа да се стопли и да биде спремна да го пречака карето внатре која ќе го зачини. За да го подготвиме карето, навистина ќе користам денеска една едноставна постапка. Ќе користам блендер, односно си ќе ставам во блендерот и ќе си помогнам на тој начин да направам убава зелена кари паста, која понатака ќе ми биде таа основа која ќе ми го изароматизира јадењата. Оваа количина може би е поголема и може да ја поделите на 2, односно да си помогнете сето ова да го ставите во тегличка и да го искористите друг пат кога сакате да зачините нешто. Апсолутно стои. Имам една зелена пиперка. Да, пиперка оди во ова кари. Ставам во блендер. Имам половина бел кромит, само грубо ќе го насечкам. Имам 5 чешниња лук, да, 5.
Ќе ставам малку ѓумбир, сосема малку. Ова е парчето што ќе го употребам и треба само како нишка, не доминантен да биде и да го олути јадењето. Ѓумбирот е еден зачин кој, морам да ви кажам дека можеби не го користам толку колку што би сакала да го користам, но е здрав и особено во летниот период сега можеме да го користиме во онаа саси вода, не знам дали го знаете рецептот. За, ако сте покрупни како мене и ви треба начин да изгубите килажа летно време, може да си направите саси вода, таа се прави од свежа нане, парчиња ѓумбир и свежа краставица, има диуретско дејство и пиејќи водата може да си помогнете да изгубите дел од својата тежина, односно да го хидрирате организмот повеќе. Оди внатре, имам мак, и тој оди внатре. Имам снегулки, кокосови снегулки потопени во кокосово млеко. Ги потопив малку однапред за малце да ми се рехидрираат, односно кокосовото брашно, тоа кокосовите снегулки се практично дехидриран кокос, доколку имате свеж, слободно искористете го во случајот. За да му помогнам, ќе ставам вода, за да имаме течна структура. Имам лимон, сокот лимон. А половина ќе ставам натре, за да ми го омекне пилешката. Знаете веќе дека многу пати сум ви кажала дека лимунската киселина помага да се омекне и да стане сочен пилешкото месо. Ќе ставам малку путер. И така, президент, знаете дека нашата емисија е поддржана од президент, а президентот најубавиот путер на пазарот и маслиново масло. Дарежливо. И карито ќе го поддржам со убава китка коријандер, која мојата продуцентка веќе од кога се пожалив, баш редовно ми го наоѓа и ме прави многу среќна за време на снимањето. Многу сакам коријандер, навистина многу сакам, еден од мирисите кои феноменално влијаат на мене. Само да подрасчистам малку, за да можете да видите се што правам тука. И имам блендер. Сам дека ми фали уште малку вода на оваа количина. Да, уште малку вода, само за да не ми заглави блендерот и ножот. И правиме убава зелена смеса која ќе оди во пилешката. Ова е смесата која ја добивме со правење на пастата. Јас ја нареков кари паста, нема да наречете така. Ќе ставам баш дарежливо. Другото ќе го зачувам, за да го ароматизирам малку оризот. Погледнете каква е бојата, па ми е координирана со тавата, не можам да поверувам. Максимето го ставив за да имате крцкаво нешто внатре. Многу сакам кога сетилно си играме со храната. Сега убаво ќе посолиме, бидејќи знаеме која е количината која имаме. Јас на ова би ставила 2 прстофати сол. И ќе му дадам од прилика 20 на минути за убаво да се свари, односно да се соединаците состојки на тивко. А за тоа време ќе го проверам оризот и ќе направам еден јогурт сос кој мислам дека одлично одговара со овој рецепт.
готово ни е пилешкото направено со пченка и паста зелена, која јас ја нареков кари, бидејќи се прави по методот како што би се направиле сите кари пасти. Има безброј варијанти за кари паста. Мислам дека неколку ви покажав и како оригиналната кари паста се прави, односно цврста смеса каде што ви е доволно една лажичка, а тоа беше знакот за мојот ориз. Веќе е готов, помина 11 минути. Ќе го извадиме. Внимавајте, топло е. Само да го провериме, да. Совршено сварен, секој тип на ориз совршено се вари во садот за ориз и за киноа. Многу ми е драго дека ви се допаѓа, заради тоа што ми пишувате дека ви се допаѓа, дека сте го купиле, дека ви го улеснил начинот на кој готвите по дома. Знаете дека сум страшно обседната со улеснување на нештата и луѓето да засакаат готвење. Само ќе го промешам за да ми се раздвојат зрната, за да го направам вкусот уште поубав од сето она што го ставивме, како поинаку да го зачиниме едноставниот ориз, ако не со президент путер. Значи, оризот е само со сол, ќе ставиме малку путер и убаво ќе го промешаме, ќе го пропржиме за да има екстра вкус, односно да го пречека сето на зеленило кое ќе го направиме со она што го направивме веќе од пилешкото со пченка. Ќе ставам една коцка путер. Ќе дадам време малку да се растопи, за да го спречите горењето, односно да не ви изгори путерот. Ќе ставам малку масло, така го заштитувате. Ќе го растопам. Многу ми е интересно, не знам дали ви раскажувам. Се надевам не се повторувам со приказните, сепак се многу емисии. Многу ми е интересно кога ми раскажувате како некој од човек што не сака да готви. Скоро имав еден тренинг на работа, каде што една професорка со која долго се работуваме, не знаејќи дека сум јас, или знаете сега во корона сите имаме онлайн тренинзи, и не знаејќи дека сум јас од другата страна, бидејќи имам работа од 8 до 6 како и сите вие, кажа дека ете, морам да се потрудиме да сработиме нешто дури да не го сакаме. Еве јас на пример не сакам воопшто да готвам. Воопшто не сакам готвење. Беше многу интересен моментот кога еден од колегите опомена дека внимавај што говори за готвење, тука имаме некој кој е опсаднат со готвење. Кога свати дека се работи за мене и кажа дека е Маја, која е на 24, на вистина демек предизвикува со начинот на готвење. И сопругот од позадина улета во тренингот и кажа јас редовно ја гледам и почнав да готвам. Така да многу се радувам кога ве охрабрувам да готвите. На исти начин имам и јас почнато да готвам во суштина, односно некој друг ме охрабрил дека тоа не е тешко и готвењето е една од најважните вештини која може да ја поседувате. Само благо ќе го пропржиме оризот. Само треба да се соедини. Толку. Ќе го префрлам на чинија. Ќе го разбавам на страната, нема да го ароматизирам, заради тоа што можеби сакате и посебно да се ги конзумирате. Брат ми е лик кој, мислам, тоа е веројатно карактер кој например не конзумира храна доколку таа се допира, односно се што ќе ставите на танирот се допре едно со друго, сака буквално си да му е посебно сервирана и внатре ќе ставиме од пилешката. Убаво и дарежливо. И мора да направиме еден јогурт сос. Секогаш кога правам нешто за чинета, сакам да го угасам со јогурт. Тука
Ако имаме начинија и многу едноставно се прави овој јогурт сос, мислам дека многу варијанти до сега ви имам покажано, меѓутоа ова е една од тие која мене ми одговара совршено. Имаме кисело млеко. Ќе ставиме малку промитче, ситно исицкано. Ќе мислам на половина. Баш да биде само нишка. Префрлам во киселото млеко. Имам една лажичка сенф. Таа ми е тука за да додаде малку повеќе тежина. Имам сушен макдонос. И за да ги спојам вкусовите, имам мелен ким. Бидејќи ставивме ким нели во целиот кари сос, убаво промешајте. Ќе ставам допир маслиново масло. Сол. Секогаш убаво да го пресечете млечниот намаз со малку сол и малку мирен бибер. Имам ова чиничка, нема да користам нова. Ќе го ставам на страна за да може да си ставите оноко колку што сакате. И ова е целосниот оброк. Јас ќе се послужам и ќе пробам од сето она што денес го направив за вас, а вас се надевам дека ви се допадна сето она што го видовте денеска. Јас би го конзумирала на тој начин што ми ги измешала сите вкусови и би уживала во ова зачинесно прекраснотија, каде основата ќе видите дека доминира коријандарот. Секогаш дајте му шанса на коријандарот, јас сум веќе обседната со коријандар. Ве поздравувам и ви посакувам убава вечер. Бидете секогаш креативни, правете различни вкусови за вашите најмили и учете ги најмалите да конзумираат различни вкусови. Да пробајте и да им создадете вештини за готвење, апсолутно ќе им се најдат понатака во животот. Останете ми добро и живеете во секој залак. Феноменален баланс.